собрале 11.000 подписи и ја направи. Зошто? Ако ние не сме биле во право, зошто тие направили иницијатива? Така, зошто постои? Денес ништо не ме разбирате, колега, цело време ни велите дека сме радили тука за карање, за тепање, за крв. Се ви е смешно. Сите податоци кои се прочитаа се смешни. Јас ќе ви кажам само една проста работа. Дали не мора да ни прочитаат од иницијативата кога се бројките на заболени, на прегледи или што и да е. Завртете се околу вас. Колку луѓе кои ги познавате или сте ги познавале, ги има или ги нема. Баш од тие причини. Ако се согласуваме сите толку многу со иницијативата, зошто уште утре не се пренаменат средства за да се купат мерни единици, да се постават мерните единици и тој проблем ќе биде решен? Зошто минатата седмица, кога побаравме со ребалансот да се одвојат средства, не бевте против, туку бевте воздржани? Зошто? Можете тогаш да ги дадете средствата и денес може би граѓанската иницијатива не беше да биде на дневен ред. Ама најлесно е некој да седи, да се смее и да допрнат. Дали е ова политизирано или не, воопшто не е важно. Ако било, да сега ќе го снемало. Јас искрено сметам дека и му се восхитувам на храброста на луѓето, пошто во вакво време на страх, тешко е да се соберат 11.000 подписи, односно членови на која и да било група. Еве, јас ве прашувам вас, ако е така, и ако ја поздравувате иницијативата, и ако се сложувате со иницијативата, еве уште денес или утре да донесеме заклучок и да се купи мерна станица до први во овој месец, наредниот месец. Може? Да, треба тендер за балет, во оваа држава треба тендери за сијање. Во секоја држава. Да, во секоја нормална правна држава, така? Така? Таму одиме Европско уније. Па таму одиме со блокирани сметки. Точно. Во правна држава одиме со блокирани. Или тогаш кога ви одговарат блокираните сметки не е проблем. Сега не ви одговарат, така? Сега треба јавна набавка. Не мораше јавна набавка. Имавме ребаланс на буџет. Знаете што? Дури размислуваме пака со размислување на партијата и цел ден овде зборуваме за Бранко или за Заев или за не знам ти кој. Градот нема да профункционира. За жал.